Дозволете ми денеска да го презентирам буџетот и плановите на Министерството за одбрана во година која што е извонредно важна за нас и како држава, меѓутоа извонредно важна и за нас во Министерството за одбрана и во армијата. Како Министерство за одбрана годинава имаме важна, одговорна, историски релевантна година. И пред нас е работа која што во 2020 после многу години и децении ќе биде завршена, а тоа е членството во НАТО. Ова министерство е предводник на реформските активности кои што се неопходни и беа неопходни за нашето членство во НАТО и беа неопходни за трансформирањето на нашата стратешка цел број 1 во државен успех број 1. Членството во најмоćната воено-политичка алијанса на денешнината. Планираниот износ на средства во буџетот за одбрана е зголемен, како што можете да видите и од овие податоци, на над 10 милиарди денари и ќе придонесе и кон остварување на нашата стратешка цел, но и кон подобрување на состојбите и подготвеноста на нашата армија. Како што вкупниот буџет во државата се водеше од грижата за човечките ресурси, унапредувањето на нашите човечки ресурси, така ќе забележите дека и во буџетот на Министерството за одбрана ставаме акцент на две работи: модернизација и второ човечки ресурси. И модернизацијата и развојот на човечки ресурси се врзани за нашата стратешка цел. Членството во НАТО е возможно ако ги имате вистинските физички, но и вистинските човечки ресурси. Како што забележувате во првиот слајд, 3 години поред буџетот на одбраната расте континуирано. И ако ги споредите износите од 2017 до денес, ќе видите дека овој буџет е зголемен речиси двојно. Превзедовме обврска како држава, превзедовме обврска и како влада. До 2024 трендот на зголемување на буџетите за одбрана да продолжи и да ја постигне НАТО договорената цел, а тоа е 2% од бруто домашниот производ. И затоа превземавме обврска овие 2 години буџетот да расте со 0,2% поени од бруто домашниот производ секоја година и ќе забележите дека буквално така ги проектираме и ги планираме буџетските трошоци. Со овие буџети покажавме дека реформите не се само збор, туку дека тие се и бројка, и пари, и акција. Во одбраната покажавме дека зборот важи и ако се вратите назад на првите документи, стратегискиот одбранбен преглед, долгорочниот план за развој на одбранбени способности, па и сегашните 2 закони кои што се во собрание, ќе видите дека тоа што сме го најавувале, тоа го правиме и тоа го реализираме до крај. Во моментот во собранието се 2 важни закони. Едниот е Законот за одбрана, измените на Законот за одбрана, со кој што нашето членство во НАТО станува и законски регулирано и ние од системот на индивидуална одбрана преминуваме на систем на колективна одбрана, но исто така во собрание е и Законот за служба во армијата, во кој што покажуваме дека оваа држава си го цени придонесот кој армијата го дала за стратегискиот приоритет број 1, членството во НАТО. Во тие измени за Законот за служба стои и воведувањето на станарина или еднократен надоместок на припадниците на армијата од 7.000 денари месечно, стипендирањето на младите кадри, зголемување на платите на цивилните лица, но и договореното зголемување на платите вкупно и пензионирањето предвремено со 80% од најдобрите години, 10 во минатото, кој што досега не беше предвидено за припадниците на армијата. Сите овие одредби се внесени во законот, но сите овие одредби можете да ги видите и во нашиот буџет. И се гледа дека тоа не се празни зборови, туку дека се реално превземени обврски за кои што веќе сме обезбедиле пари за да ги финансираме. Ова се решенија на кои армијата чекала со години. И ова се решенија кои што после многу години успеваме да ги направиме реалност. И затоа со право после поддршката од страна на собранието на стратегискиот одбранбен преглед, на долгорочниот план за развој на одбранбени способности, јас очекувам и дека
овие два закона до крајот на годината ќе бидат усвоени. Со ваквата работа, со ваквото буџетирање, со ваквите закони, со ваквите потези, го резервиравме местото за македонското знаме во седиштето на НАТО. Ветивме и го одржавме зборот. И навистина, нашата држава ќе биде 30-та членка на НАТО алијансата. Од 2018, ако се вратам наназад, до 2017 средствата во одбраната стагнираа, се намалуваа и за прв пат падна и под 1%. Како што видовте на претходниот слајд, износот на буџетите во одбраната е во нагорна линија во последните 3 години, а во 2020 е двојно зголемен во споредба со 2017. Ова буквално ни покажува дека успеавме за релативно куз временски период од финансирање под 1% да преминеме на финансирање во 2020 со 1,4% од бруто домашниот производ. И на овој начин можеме и да ја зајакнеме армијата, можеме и да го вратиме достоинството во армијата. Буквално зголемувањето на буџетот од над 22%, како што се виде на претходниот слајд, го наменуваме за реформи во одбраната, за квалитативно и квантитативно засилување на персоналот, како и буквално опремување на армијата согласно НАТО стандардите и подобрување на условите за работа во армијата. И подетално во следните слајдови. Ова е општата структура на буџетот, која што овде може да ја видите по конкретни трошоци. Од вкупниот буџет 10,1 милијарда денари, буквално колкав дел ни оди за плати, колкав зголемен дел оди и на капитални расходи и на стоки и услуги, колку средства сме обезбедиле и за фондот ПИОМ и за трансфери до одредени единици на локална самоуправа. Меѓутоа, подетално за сите овие работи ќе продолжам со конкретни политики. Мислам дека клучната промена во овогодишниот буџет на Министерството за одбрана, освен вкупното зголемување на буџетот, е големото зголемување кое што го правиме во делот на капитални расходи. Имено во изминатите 10 години трошоците за опремување во армијата беа горе-доле во износот околу 10% од вкупниот буџет. Вие знаете дека во НАТО постојат две препораки. Едната е 2% од бруто домашниот производ да се двои за одбрана, меѓутоа во рамките на тие 2%, 20% мора да оди на модернизација. И ние за прв пат со буџетот во 2020 година успеваме 20% од буџетот да го издвоиме на модернизација, на опремување. Тоа се 2 милијарди 157, 2,1 милијарда денари генерално, или зголемување во однос на претходната година од 56%. И ова е она што велиме дека на вистина главниот фокус ќе ни биде опремување и модернизација на армијата. Приоритет ќе ни бидат декларираните единици за НАТО и исполнување на сите наши обврски кои што произлегуваат од членството, но и кои произлегуваат од подоброто функционирање на армијата. Парите овдека е наброено кои ќе бидат големите проекти околу кои што ќе се ангажираат најголемиот дел од средствата. Имаме еден повеќе годишен договор кој што веќе е во тек. Тоа е повеќе годишниот договор за финансирање на набавката на инженериски машини. Имавте прилика и вие да видите. Еден дел од тие машини се веќе испорачани. Меѓутоа, финансирањето го правиме во период од 3 години. Еден дел од парите оди таму. Вториот голем проект е набавката на борбени возила, која што е приоритетот број 1 според долгорочниот план за развој на одбранбени способности, опрема за комуникацијски системи и сајбер опрема, и друга приоритетна опрема предвидена во долгорочниот план. Фокусот е, велам, декларираните единици, фокусот е модернизација на армијата и вложување во опрема. Ако едниот приоритет беа капиталните инвестиции, капиталните расходи, модернизацијата, вториот е, се разбира, грижа за луѓето во армијата. И затоа, како што веќе споменав, оваа година и со закон, но и со парите во буџет,
обезбедивме навистина 7.000 денари за сите воени припадници на воениот и на цивилниот персонал во армијата, кои што ги исполнуваат законските услови и кои што тоа ќе го добиваат буквално секој месец. Ова е барање кое што долго време е актуелно и кое што не се реализираше никако, меѓутоа ние сметаме дека на ваков начин ќе регрутираме повеќе луѓе во армијата, но и ќе го задржуваме кадарот во армијата. Мислам дека станува појасно ако се погледне и следниот слайд и ако се види како се движеа приходите на припадниците на армијата во изминатиот период. Ако во 2017 со изборот на нова влада некој припадник на армијата, професионален војник, примал 20.000 денари месечна плата, само со покачувањата тој износ беше зголемен за 16%, а заедно со месечната станарина, која што е во износ од 7.000 денари, сега веќе месечно тој или таа ќе добиваат 30.200 денари, што е практично 50% зголемување на месечниот приход на припадниците. На годишно ниво 120.000 денари плюс. За оние кои што се повисоки чинови, например примања од 40.000 денари, на годишните приходи тоа ќе се одрази со плюс од 160.000 денари годишно. И ние сметаме дека на ваков начин, со општа грижа, меѓутоа и со зголемување на месечните приходи, ќе обезбедиме кадар кој армијата ќе го задржи, а нема да го обучи, па потоа изгуби. Затоа оваа година буквално целта ни беше и да ја подмладиме армијата, но и на тие кои што се тука да им дадеме повеќе причини да останат во армискиот состав. Следен слайд ве молам. Третата точка од буџетот се однесува на реконструкција на објектите во армијата. Армијата, знаете дека располага со објекти кои што датираат од пред 50 и повеќе години. Еден дел од тие објекти не биле многу во употреба, еден дел се застарени, не е инвестирано во нив и затоа заради токму овие стари објекти, ние оваа година во буџетот за 2020 година ги зголемуваме средствата за реконструкција на објекти во армијата на 263 милиони денари или 3 пати повеќе отколку претходната година. Буквално дел од овие средства веќе се планирани со проекти и со набавки дури кои што се отпочнати, ќе се употребат за реконструкција на објекти во Куманово, Кумановската касарна, каде што ќе биде сместена бригадата на Сибрик, почнувајќи од 2020 година, за објекти во касарната Илинден, за завршување на сите обврски во поглед на така наречената пристапна точка за НАТО класифицираните информации, меѓутоа исто така и за реконструкции во воената академија и низ повеќе касарни низ државата. Меѓутоа, овие овде наброени се тие покрупните кои што веќе како проекти стартуваат, но ќе бидат финансирани со буџетот од 2020 година. На следниот слайд ќе видите дека работиме на генерално подобрување на логистичката поддршка на армијата и големите зголемувања во различни ставки се должат на ова. Имаме зголемување на логистичката поддршка и во износ од 8,4 милиони евра. Тука сметаме дека ќе се финансираат и зголемените школувања, обуки, вежби во земјата, но и во странство, како и фактот дека го зголемивме надоместокот кој што го примаат учесниците во мировни и во хуманитарни мисии. И на тој начин ги стимулираме луѓето да учествуваат, меѓутоа и да придонесуваат кон сопствениот семеен буџет. Заради подобрување на борбената готовност, еден дел од овие средства одат и на одржување на постоечката опрема, која што е, јас би рекла, една од најкритичните точки и во досегашниот систем. Очекувам дека со измените во законите за јавни набавки, бидејќи имавме еден специјален закон за јавни набавки во одбраната и безбедноста, и со можноста да ја користиме НАТО агенцијата за набавки дури и во овој дел, дека ќе го решиме овој голем логистички проблем. На крајот, дозволете ми да кажам дека буџетот за одбрана за 2020 година е буџет на земја членка на НАТО.
И се водевме од таа премиса кога го планиравме, кога баравме повеќе пари и кога обезбедувавме повеќе шанси за припадниците на армијата. Армијата во НАТО ќе влезе со плати покачени за 16%, со дополнителни приходи на месечно ниво, со нова опрема и лична, меѓутоа и опрема од тип на механизација, со континуирано насочено внимание од државата кон секој наш војник и офицер како што заслужува. Буџетот за одбрана порасна двојно во однос на 2017, меѓутоа верувајте дека многу мал дел од тие средства излегуваат надвор од нашите граници. Главните пари, сите овие зголемувања кои што ги гледате, се зголемувања во наш човечки капитал и во нашата државна одбрана. Сликата за одбраната и за армијата драстично ја менуваме, заради тоа што и армијата и одбраната тоа го заслужиле. 2020 е година кога формално ќе ставиме печат на нашето членство во НАТО. Ќе дефинираме дека таа стратешка цел сме ја исполниле и тоа ќе стави печат и на стабилноста, и на границите, и на сувереноста на нашата држава. Тоа ќе ги зголеми шансите и за инвеститорите, домашни и странски, и затоа очекуваме дека нашето членство во НАТО ќе значи и повеќе шанси за работа, и подобро платени работни места, но и поголем интерес од страна на инвеститорите. Бидејќи ја постигнавме нашата стратешка цел, членство во НАТО, ова е начин како тоа членство во НАТО да го искористиме во полза на сите граѓани на државата.